Дојде есента. Дрвијата околу интернатската зграда почнуваа да пламтат во румена боја. Ангел и Крсте, иако многу различни, станаа добри другари. На задоволство и на едниот и на другиот не ги разместија. Ангел беше позатворен и сериозен, а Крсте, што на ум, тоа на друм. И постојано ведар, но и Ангел малку по малку му допушташе да навлезе во неговиот свет. Тој никогаш на никој до крај не му се отвори. Таков беше уште од мал, а и кога порасна не се менуваше. Еднаш Крсте му го откри портретот што го чуваше скриен во шкафот и веднаш го праша: "Ти го црташе?" "Да, јас, макар што мислам, не е нешто посебно, но ете, ми дојде." Почна да му објаснува Ангел. "Не е посебно," се изненади Крсте. "Ти си мајстор, роден сликар." "Не сум сликар, немам намера тоа да бидам," се призна Ангел. "А овој портрет е друга приказна. Многу е убав. Која е оваа девојка? Можеби ти е женска?" Не ми е ништо, дури и не ја познавам, само еднаш сум ја видел досега." "Значи сепак ја познаваш, штом си ја видел?" Ангел одмавна со глава. "Во возот ја сретнав. Не знам ни како се вика. Портретот го правев по сеќавање." "Чудно," вртеше со глава Крсте. "Сепак ти си само сликар, без да ја гледаш да ја насликаш." "Тоа може само мајстор." "Не знам," рече Ангел. "И што сега со тој портрет?" "Ништо, не сум сигурен дали е успешен, но го насликав, така ми дојде тој ден." "Јас не би можел," се призна Крсте, "ама можам по сеќавање да ти изготвам какви сакаш јадења, например ширдени или мусака." "Ти верувам, и готвењето не е едноставно, ти си роден за таа работа." Тој му раскажа за случката во возот и за адресата што ја понесе ветрот над клисурата, но премолча дека од таа средба постојано е во немир. Размислуваше дали да му ја довери сета тајна. Можеби Крсте ја заслужува неговата доверба. Туку дали ќе го разбере, тие беа различни, веројатно нема да го свати. Можеби ќе помисли дека духовно е слаб, кога можел толку лесно да зацапа во девојче што случајно го сретнал, дури и не го запознал. Не му раскажа ни дека е усвоен, најден пред праг. Си велеше некои работи подобро е да останат скриени и само наши, а со нив не треба да ги преоптоваруваме другите. Можеби друг пат се ќе му открие, кога ќе дојде час. Згоден миг, кога тајната сама ќе се лизне. Но Ангел му раскажуваше за клисурата, а Крсте слушаше и се одушевуваше. Беа тоа неверојатни доживувања, а неговиот другар мора да е премногу храбар штом на својот грб носи такви случки. Посака и самиот да ја посети. Ангел му вети дека еден ден ќе појдат таму, а во многу нешта ќе се убеди на самото место. Ангел беше соживеан со клисурата. Носталгијата постојано го нагризуваше. Често и во сонот таму ќе се најдеш. Растрчуваше заедно со Калин, а кога ќе се разбудеше, се обидуваше пак да ги затвори очите за да продолжи сонот. Се разбира, таквите настојувања не му успеваа. Најмногу го вознемируваше свирежот на возовите, што ноќе допираше до нивната соба. Тој свиреж на кој беше навикнал уште од дете се вовлекуваше во него како возбуда. Еден од тие возови заминуваше кон клисурата. Понекогаш му доаѓаше да остави се зад себе, да си го собере она што го имаше во собата, да замине и никогаш повеќе да не се врати. Нека оде по својот пат и онаа флетистка која подобро ќе беше да не ја сретнеш. Што бара тој во овој голем град кој е опседнат со себе си и ништо друго околу себе не забележува? Кој ќе го забележи момчето од клисурата и кој ќе ја сфати неговата носталгија? Никој жив на овој свет, освен оние што го одгледаа, но останаа во клисурата со насолзени очи. Беа тоа моменти на слабост, но мораше да се издржи. Така беше и тој ден кога со затворени очи лежеше на креветот и се колебаше дали да му се отвори на својот другар од собата. А Крсте помисли дека спие. Но Ангел не спиеше, туку сонуваше. Ја сонуваше клисурата. Во истиот момент звончето задзвони. Тоа беше повик за попладневно занимање. Таков беше редот во интернатот. Неговите станари требаше да се подготват за утрешните часови. "Ми повте душева да засвирам со гајда," рече Крсте. "Но нема време, може би вечер." Звончето даде знак за учење, а мене да бидам искрен, многу не ми се учи и би сакал да останам во собава. "Ајде, Крсте," му одврати Ангел, "редот треба да се почитува." Девојчето со флејта не му излегуваше од главата. Кога се обидуваше да ја отфрли од размислувањата, одеднаш ке се сепнеше. Почнуваше самиот да се осудува затоа што ја издава љубовта. Таа чудна љубов која како да имаше потекло од дамнешни времиња, а не од пред неколку месеци. Таа го држуваше во градот.
Не го радуваше дури ни тоа што уште на почетокот блесна се учењето. На случка пред влезот на гимназијата предонесе да стане авторитет, некој нешто и кај девојчињата и кај момчињата, не само од својата училница. Неколку момчиња од индустријското училиште стоја пред влезот и држаа во мат позиција 3 девојчиња од класот. Другите момчиња се тргнаа настрана како да не забележуваат, но Ангел не ги одмина, туку решително застана меѓу нив. Никој тоа не го очекуваше, а тој растен, живеен во место какво што беше клисурата, знаеше да покаже храброст во секоја ситуација. Зошто со нив? Тие се послаби, им рече на насилниците. Пробајте со друг, некој што може да ви даде отпор, тие се стаписаа. Почувствуваа сигурност во гласот. Настапот на момчето ги збуни, а беа тројца против еден. Но Ангел стоеше исправен меѓу нив, а ако мислеа дека ќе се повлече, се лажеа. Воспротивно, тој немаше ни да влезе во расправија. Во неговата клисура некој нешта морал самиот да ги решава. Така беше и овој пат. Еј, кој си ти? Праша едното од нив. И зошто се плеткаш таму каде што не ти е местото? Рече другото. Опасно да се става главата секаде, се вмеша третото. Но тој без збор го фати за раменици едното момче, го тргна настрана, а со тоа им направи пат на девојчињата да ја напуштат стапицата. Истиот момент притрчаа некој од матурантите. Меѓу нив и Аритон Лазаревски, наречен Крокет. Тогаш насилните момчиња не само што одстапија, туку веднаш се растурија и безглаво се изгубија во споредниот сокак, заканувајќи се дека друг пат ќе го решат случајот. Тој момент во гимназијата на многумина не им избега. Ангел ги изненади. Беше најмирен, посериозен од другите, не се впушташе во непотребни дијалози. Го прифатија и оние од градот, а конкуренцијата не беше мала. Во гимназијата доаѓаше одбран кадар, кој сакаше на секое поле нешто да покаже. Ти си единствениот што има срце, му ја подаде раката Елена од неговиот клас. И тоа какво? Другите можат малку и да се засрамат. Ангел одмамна со раката и за прв пат се загледа во неа. Таа имаше сини очи, слични на девојчето од возот. Кога би бил ти кај нас во гостителското, можеш да не бидеш професор, му рече една вечер Крстен на својот другар Ангел. Ова и од тебе многу е, се насмевна тој. Не е лесно да се биде професор. Добро, не по готварските предмети, но по другите, оние потешките. Ништо не е лесно, продолжи Ангел, и готвењето е тешко. Тешко е да се биде и професор, а посебно со слаби ученици. Или да се свири гајда како тебе. Не, ти си знаеш, ти си бистро око, велеше Крсте. А јас готвењето сакам да го усовршам до нова година и да станам врвен готвач. Морам, ако не до нова година, тогаш барем до полугодие. А зошто токму до тогаш? Заклучно со 14 јануари, рече Крсте. Зошто наредниот ден ќе се жени Вујче Магден, а јас му ветев дека ќе бидам акчија на свадбата. Ангел си насмеа. Од се срце се смееш. Ако не му е овој Крсте, смејата ќе му биде подалеку од неговата соба. А вака постојано со нешто го засмејува, внесува ведрина. Но сето тоа го прави сериозно, а не на шега. Токму затоа многу нешта му се посмешни. Тој знае да извади гајдата да му засвири нешто. Да, кај нас често се прават свадби, а кај вас во клисурата има свадби во околните села, но ние сме подалеку од нив. А кога ќе се жениш, Ангел, дали ќе ме поканеш да бидам акчија на твојата свадба? Бесплатно од моја страна се разбира. Ангел пак се засмеа. Дали ќе те поканам, да не ли сме другари? Добро, јас само така, се извлекуваше Крсте. А дали имаш женска? За сега ништо сериозно, се смешкаше тој. Не можам да се пофалам со такви успеси. Не ми се верува, ти си Марка и девојчињата лудуваат по тебе. А јас имам една кај нас в село. 6 години е постара од мене, ама ме сака. Така еднаш ми рече. Кога го одигра невестинското на гајда, а за тоа не плати. Пак Ангел се смееш. А убава е, ќе се увериш кога ќе дојдеме во Рамна, ќе ја запознаеш. Добро, Крсте. Прифати Ангел и го пушти транзисторот, а во тој момент ја затегна прогнозата за времето. Ветрот засилен од југозападен правец ќе дува во текот на ноќта. Ќе дува од кај клисурата, се прошепоти во себе и се загледа низ прозорецот. Беше ноќ. Има една типка во мојот клас, се вика Јулија. Најдобра е меѓу сите, ама и најубава. Не знам како заскитала во манџарското училиште. Толку е силна во учење. Еден ден и самиот ќе се увериш, ќе те запознам со неа, му рече Крстен Ангел, оној ден кога се пресретнаа двајцата враќајќи се од училиште.
И професорите се чудат како можела да се закопа во нашето училиште, а таа им вели за да бидам најдобра и дека ќе заврши факултет за туризам. Крсти излезе дека е човекот збор, уште наредниот ден, а се сретнаа сосем случајно за да си подадат рака Ангел и Јулија. Таа навистина беше убава. Имаше јадри зелени очи, густа кадрава коса. Кога ќе се насмевнеше, сета пламнуваше во руменило. Дали беше срамежлива? Не би можела да се рече и покрај пламенот на лицето. Како ти се допадна? Го праша Крсте кога се разделија. Пријатна и мила, кратко му одговори Ангел, искрена и чиста. Дали би можело да се роди љубов меѓу вас? Тоа не знам, се насмевна Ангел. Кога е во прашање љубовта, треба да се подудрат желбите на двете страни, дали ме разбираш? Со тоа заврши разговорот за Јулија. Беше недела. Крсте во собата остана сам. Ангел замина во клисурата за да ги посети своите, а нему му беше здодевно без него. Но го повикаа да слезе долу, зашто има посета. Тој се затрча по скалите. На влезот го чекаше Јулија. Еј, се изненади Крсте. Зошто крикнуваш, му рече таа. Па нели ти ветив дека ќе дојдам за да ти помогнам по англиски? Да, но јас си реков само така, ама ме израдува што дојде, да знаеш. Оние што се затекнаа во холот беа изненадени. Види го ти Крле, рече матурантот Аритон. Кој би рекол, а рипче и пол. Може би му е братучетка, му одговори некој. Колку што Ракел Велч мене ми е тетка, толку нему таа му е братучетка. Смејата ја прифатија и други. Ајде, денеска е недела, интернатов е празен. Не е тука дури ни дежурниот воспитувач. Му намигна дежурниот на Крсте и му даде знак дека можат да појдат во собата. Но запамети па врати. И Крсте исто така му чкрапна со окото и заедно со Јулија тргнаа по скалите. Таа го сакаше затоа што беше наискрен во целиот клас. Не беше ни скржав и се што имаше можеше да го подели со секого. Кога влезе во собата, таа се загледа во портретот над креветот од Ангел. Кој е ова девојче? Толку ми изгледа позната, рече. Не знам, Цимерал ја нацртал, но не верувам дека ја познаваш. А тој слика? Вели дека не, ама неа ја насликал. И тоа посеќавање. Него за се го бидува. Ама јас како да ја познавам, не можам во моментов да се сетам. Добро, не е важно. Ах, да знаеше Крсте колку беше важно. Тој не им предаде значење на зборовите на Јулија и не се погрежи сето тоа да го врзе в шамич. А и зошто важно беше што таа дојде кај него и покрај тоа што знаеше дека не е лика и прилика за неа. Тој сваќаше дека таа му е другар, но зошто и да не биде за неа? Впрочем, беше симпатично момче, ама не беше за неа. Го чувствуваше тој и се обидуваше да сонува дека такво девојче и другар да ти биде преголема среќа. Зошто со еден непромислен потек седе у пропаст. Така се мислеше Крсте. Може би Ангел е за неа. Тој си има девојка во Рамна, Петра се вика. Таа му рече дека го сака. Кога од некаде би го видела со Јулија, што ли ќе помисли? Дали има девојка твојот другар? Праша Јулија. Аха, тука се крие зајакот, помисли Крсте и рече. Мислам дека нема. Јулија продолжуваше го гледа портретот и се мачеше да го одгатне ликот. На кого и личеше? Може би се препознава, а може би и не. Зашто она што го донесе моментот, не го носи дури ни векот. Потоа почнаа да разработуваат последната лекција по англиски, а Крсте во меѓувреме изми сочни румени јаболка за да ја почести гостинката. Од Рамна се непрскани. Кога му здоде англискиот, тој ја праша. Дали сакаш музика? Многу, рече таа. Тој отиде во шкафот и го извлече својот инструмент, гајдата. Тогаш ја разду, таа запиште, а Јулија зачудено го гледаше се додека од неа не се разлеа здрава смеа. Крсте имаше нов другар во градот. Покрај Ангел се разбира. Тоа беше Јулија. Нејзе се повеќе се допаѓаше неговото друштво. А и зошто да не? Јулија постојано прашува за тебе, му рече на својот другар од собата. И те поздравува. Поздравија и ти. Ангел беше најзборлест кога ќе се расприкажеше за клисурата, но истовремено и најтажен. Таму тој и неговите никогаш не знаеа за тешка болест, а обичните настинки набрзо ги снемуваше од дејство на чај од разни билки. Домашна мудрост им беше дека подобро е да се биде здрав просјак отколку болест цар. Велиш дека добро се јазиш, прашуваше Крсте, а јас се плашам од височина.
Колку само мов сум собирал по гранките од дабието и врвериците не ми се рамни, а сум се јазел и на најстрмните брегови каде што цутат јорговани. Тоа ме одушевува, ангел, мене и од прозорец не ми се погледнува доле. Почнува да ми се врти во главата. Кај мене тоа го нема. Височините и стрмолиите ми се предизвик. На такво место сум растен, како дивокоза, како јарец. Крсте го слушаше со ококорени очи. Тој сакаше да му раскажува се за животот во клисурата, за средбите со дивиот животински свет, за завивањето на волците, за дивите свињи што на есен ги напаѓаа пченката и компирите, но татко му на ангел знаеше да им подготви заседа, да убијат некоја, да имаат здраво месо за зима. Потоа за мечката која се обидуваше да влезе кај нивните пчели, но откако ќе останеше зад оградата, таа налутено ќе растркалаше камено дозгора за да го разбие улиштето. Беа тоа неверојатни приказни од клисурата на кои Крсте се восхитуваше, а ангел за него беше јунак од прва категорија. Кај нас не можам да се пофалам дека има дрвја зеленило. Поле е, широчина, со многу жито, лубеници и дињи, велеше Крсте. Но на долни крај од моја рамна има разгранет брест, голем, а на гранките никој не им го знае бројот на страчкините гнезда и никој не успеал барем досега да ги дофати. А зошто би му биле, рече ангел, и страчките имаат право да живеат, иако се меѓу најштетните птици. Најштетни, крадачки, ги осуди Крсте. Дете од мајка ќе украдат. Да, може би, но веројатно и мене не ме украла некоја страчка од мајка ми ме донела пред прагот на куќата во клисурата, помисли ангел. Знам, ја проголта мислата. Им ги знам навиките на многу птици, на животни, сум ги наблюдувал и тоа не еднаш. А дали би дошол кај мене во рамна? Зошто да не? И би можел да се искачиш на брестот? Може би, но најпрво да го видам, ако има потреба. Има, а и ќе ти кажам зошто. Ти ќе станеш јунак, а кога ќе видат дека си дошол кај мене, не би сакал на таков начин да се јуначам, се насмем на ангел. Но ако тоа ти е желба, и ми е, да знаеш, тогаш мораме уште есенва, кога страчките се подалеку од брестот и гнездат, зашто напролет, кога се парат, ќе ме кренат в небо, многу се агресивни. Уште полошо е кога имаат млади во гнездот. Значи може уште оваа есен? Може, Крсте, а јас ќе дојдам напролет во клисурата. Како сакаш? Дали знаеш зошто сакам да го освоиме брестот? Па ете, твоја желба е, нагаѓаше ангел. Не само тоа, доверливо почепна Крсте. Веќе рековме, тие се големи арамии, во нивните гнезда има богатство, верувај ми. Златни предмети, накид, прстени, обетки, гирдани и кој знае ли што уште не. Ангел почна пак да се смее. Крсте и на овој начин успеа да го развесели. Не се шегувам, ангел, сериозно му рече. Може би ќе имаме среќа. Тогаш Крсте на се заборави. Дури на тоа дека Јулија може би го познава ликот од портретот над креветот. Но сето тоа по важност беше во втор ред. Сега му беше најважно богатството што висеше на гранките од брестот. Во сабота сме на гости, кај Јулија. Таа не покани, му рече Крсте на ангел. Ке дојдеш ли? Ми рече дека без тебе друштвото нема да биде комплетно. Добро, до сабота има време, му одврати ангел. Но немаше, набрзо дојде саботата. Тогаш во интернатот имаа слободен излез. Може би треба да ја понесам гајдата, се колебаше Крсте. Остави ја за друг пат, го одврати ангел. Таа живееше на третиот кат во зграда, која што се наоѓаше во иста населба со интернатот. Имаше мајка, татко и постара сестра. Тој ден тие не беа дома. Добро е што дојдовте, им рече, инаку ќе ми беше здодевно. Зборот си е збор, и одврати Крсте. Закон, точка. Така велат во моја рамна. Јулија имаше своја собра, добро уредена. Пушти музика од радиото. Имаше право, му се обрати Крсте на својот другар. Гајдата не е потребна. Еве, слушај музика. Дали сте расположени за палачинки, ги покани Јулија, но немојте да ми се подсмевате ако не успеат. Кој нема да успее, се изненади Крсте. Ако допуштите се разбира, јас сум предодреден за готвач, а вие двајцата сепак ќе бидете учени луѓе. Немој да заборавиш дека учиме во ист клас. Тоа не значи ништо, може би не си родена за готвач. И без тоа професорите ти велат дека си заскитала во манџарското. Го избрав по своја желба и ќе го завршам, рече Јулија, а потоа што ќе биде има време. Но ако сакаш да ни направиш палачинки, можеш. Впрочем, кашата е веќе готова. Има ли масло во кашата? Праша Крсте, за да не се лепат за тавата.
Се има крсте, ќе се увериш, се насмевна таа. Пријатно беше чувството во домашна атмосфера, и за ангел и за крсте. Тој облече белата престилка од мајка и на Јулија и уште веднаш покажа дека е мајстор во својот занает, веројатно подобар и од неа. А Јулија пладнето почна весело. Таа и ангел останаа сами во собата. И слушаа музика. Не знам дека се сликар, го пофали. Ми се допадна оној портрет. А јас мислам дека портретот е случаен, се насмевна. И покрај тоа што сакам да сликам, не сум многу талентиран. А која е онаа девојка на сликата? И самиот не знам, но сепак се ја насликал. А ме подсетува на некоја. Не можам да се сетам на која. Како да ти кажам, се сепна ангел и ја сретна во возот. Додека Крсте ги превртуваше палачинките, ангел и раскажуваше на Јулија за средбата во возот и за онај несреќен ветер кој го одбеа листот кон потокот. А и за уште понесреќниот рибар што си го потпалил огнот со него. Кога на Јулија и кажа дека девојчето во возот свиреше на флейта, таа се подзамисли, како да се присети на нешто. Но сето тоа беше нејасно во незината глава. Или... Никогаш не се знае, му рече. Може би ќе ја пронајдеш? Настана молк. Моментот го спаси вклучувањето на телевизорот. Во меѓувреме и палачинките беа готови. На лицето Крсте беше попрскан со бели дамки од кашата. Тој влезе кај Јулија и ангел. Шековито се поклони и рече: со мармалад или со мед, молам? И со едното и со другото. Има и мед, а и мармалад, побара Јулија. Ќе пробаме и од едните и од другите. Истовремено телевизорот спиште гајда и одекна тапан. Ова не може да се пропушти, извика Крсте. Малку ќе мора да пречекате. И причекаа да заврши гајдата и тапанот. Кај нас палачинките ги викаме питуличиња, рече Крсте, или корчиња. Можеше и Крсте да седне со нив. Пред тоа отида да ја остави престилката и да си ги измие рацете. А јас, ангел, дали знаеш по кого трагам? Не знам, Јулија. По баба ми си призна, но тоа е долга приказна. Ќе ти раскажам. Во тој миг влезе сестра и ги прекина. Тајната остана за друг пат. Родното село на Крсте беше рамничарско. Народот не се селеше. Имаше земја, плодна земја која требаше да се обработува. Кај Крсте имаа трактор. Него го возеше и татко му и дедо му. А двајцата другари од интернатот таму пристигнаа со автобус. Кога го видеа Крсте и тоа со другар, сите му се израдуваа. Баба му ги пушти солзите да ја потечат, а мајка му исто така. Татко му рече си го крена враце, но само дедо му прекорно подзаврте со главата. Ајде, ајде, и мене ќе ме расплачете на стари години. Од галени деца јунаци не излегуваат, го потапка по грбот. Добре дојде Акчио во рамна. Од некаде дотрчаа двете братчиња и сестричката, го гушнаа, не сакаа да се одделат од него. Одеднаш како сета радост од оваа земја да влезе во куќата, а во тој момент ангел свати колку е убаво да се живее во многучлено семејство. Мајка му на Крсте и него го бакнаа, а и баба му го направи истото. Ајде, синко, како да си дома, немој да се срамиш, му рече мајката. Ние знаеме за тебе, Крсте ни раскажуваше. Како да си му брат, рече бабата. А ти имаш мајка, татко, браќа, сестри? Мајка и татко имам, одговори ангел. Биди ми здрав и жив, го благослови бабата, како наше дете да си. Веднаш потоа ја наполнија масата со јадење, а големата маса, за да можат сите да седнат, мини интернат, помисли ангел. Но и да не му се јадеше, кога виде како сите навалија на ручекот, му се пријаде. Некој да не е за ракија, погледна дедото кон гостинот. Момчето се насмевна и одби. Ах, такви мажи, без вино и ракија, прикори старецот. Да не ми е уште баба ракида, ќе нема кој да ми прави друштво за пијачка. Туку има време за да ве зачеша тој мирис, да замирисате на мажи. Ами како? Може шира, побара Крсте, ако не е стасано виното. Пресековме малку, рече мајката, за оние што не се пијачи. Се најадоа, се напија. Дедо Теофил и баба Ракида по јадењето свртија на вино. Братчињата и сестричката веќе се ослободија и почнаа да му се доближуваат и на ангел. И тој им се смешкаше, ги гушкаше. Во нивното семејство беше пријатно, живо и весело. А тој беше навикнат да живее сам, дури без соседи, далеку во клисурата. Но сега свати нешто друго во оваа гостолюбива куќа на својот другар, дека сепак треба да се живее меѓу луѓето, да не се бега од нив. Впрочем и тие, таткото, мајката и тој не бега од нив. Веројатно тоа го побарал животот, а секој што ќе навратеше во клисурата, ќе го пречекореше нивниот праг, го нагостуваа, го достојуваа со убав пречек.
Седни малку во скутов, да ми те подржам, му рече баба Ракида на внукот Крсте. Овде ти изгледав, ти израснав, а ни беше прва радост во куќава. Прво дете, уште и машко. И знаев дека од тебе ќе стане акчија. Ама школуван не се надевав. Мал беше, а кога ќе останеше самиот дома, знаеш и ручек да направиш за сите, ами како? Така велеше баба му, додека тој седеше во незиниот скут, како да беше дете. Ајде, море, цел суртук е сега и уште в скут, им подвикна дедото. Тука може да седи само сестра му Цена. Ти старо да молчиш, инаку нема со кого да се напиеш во куќава, му се закани бабата. Вечерта веселбата продолжи на уште понеобичен начин. Дедото ја зете гајдата, таткото кавалот, поголемото братче имаше тапан. Крсте и тој гајда. Направија народен оркестар и му ја удрија да свират. Ангел се одушевуваше и се прашуваше колку гајди има во таа куќа. Зашто една остана и во интернатот. Беше како на свадба, а дојдоа и соседите, стриковци, стрини, братучеди и се во чест на гостинот. Весела ноќ е една од оние што не се забораваат и во кое можеше да се свати што значи да се живее меѓу голем род. Значи имаа право неговите што настојуваа да продолжи со учењето во градот, но сепак Ангел клисурата ја носеше во себе. Кај Брестот утре, му почепна Крсте. Ќе биде тоа сензација од прв ред, ќе видиш. Идниот ден осамна убав и сончев. Беше време кога родот од полето полека го собрали или она што останало го дособираа, но тој ден двајцата другари имаа само една цел – Брестот со страчкините гнезда. Тие се упатија на долниот крај од селото, а по нив трчкаа браќата на Крсте, Боги и Целе. О, колку гнезда, се зачуди Ангел. Ти ги фаќа окото? Праша Крсте. Ангел не му одговори, но го разгледуваше дрвото од сите страни. Потоа, кога видоа со каква леснина ги освојува гранките на Брестот, го гледаа со зинати усти. Во меѓувреме се беа насобрали и други љубопитни деца. Оние кои растеле во рамнина, каде што дрвјата се реткост, не може да бидат вешти качувачи. Тој ако не беше првиот, веројатно беше еден од ретките што успеале да се изјазат на Брестот. Гнездата веќе му беа на дофат, а страчките во тие есенски денови разлетуваа низ полет, крај куќите, зашто им се нуди изобилство храна. Момчето од клисурата се префрлаше од гранка на гранка, ги пребаруваше гнездата, а долу бројот на љубопитните се претвори во сурија деца. Тој почна да фрла најразлични предмети што ги беа украле страчките. Врвка со клуч, бебешка капа со стара паричка на челото, најди зајачка опашка, нозе од домашни пилиња, избледена фута, свинско уво, разни други партали. Но богатство никако да дојде, она што го очекуваше Крсте, а и Ангел потајно проверува по него зашто го познаваше табиетот и навиките на страчките. Во еден миг пушти од озгоре и вештачка вилица. Крсте се сети дека таа беше од стрина Евдокија, која ја обвини јатрвата дека ја украла вилицата од бавчот. Од тој ден двете јатрви уште повеќе се замразија, а кавгите зачестија. Има право баба Ракида, подзаврте со главата. Крсте гледајќи ја вилицата. Оној што ќе направи некоја пакост, еден грев носи, а оној што обвинува, два грева. Како во овој случај, стрина Евдокија неправедно ја обвини јатрвата дека сака да ја заплетка магија. Но веднаш потоа вредноста на вилицата мораше да се намали. Зашто? Ангел она што го извади од еден гнездо ги надмине очекувањата. Кожно кесе, извалкано и бледо, миено од дожд, но добро затворено. Кога го пушти долу на Крсте му светнаа очите, а и другите зинаа од изненадување. Најпосле извика тој: такво нешто и се бараше, имаме цел музеј од предмети, а ово е највредниот. Крсте го отвори кесето. И немалку се изненади кога од него најпрво зирна ликот на дедо му Теофил. И тоа од фотографија на избледена лична карта на која се уште беше предпознатлив и цел до половина. Внатре имаше и покана за на суд, во која го викаа да сведочи во спор помеѓу двајца соседи за некоја меѓа. Ова богатство во кесето од дедо Теофил не вреди ни 5 пари, се разочара Крсте. Со овие пари сега одвоја ако може да се слика за лична карта. И пак внукот мораше да се сети на оној ден од пред неколку години. Тогаш дедо му се пожали дека го изгубил кесето, а каде не знаеше, како в земја да му пропаднало. Велеше дека прилегнал некаде кај ливадите, малку како да го фатила дремка. Не можеше никого да земе на душа. Може би на друго место му испаднало, а дека можело да дојде до клуни канџи на страчка, ни на крај памет не му доаѓаше.
Во меѓувреме и Ангел слезе од брестот. Она што можеше да се дофати, тој го пребара, а она што беше недофатно, остана на недостапните гранки од големото дрво. Ке се изненади дедо Теофил со кесето, рече Крста. Богатство овој пат не најдовме, но од сите овие предмети може да се направи мал страчкин музеј. Тоа е за тебе интересно, како иден биолог и природник, може би и страчките ќе ги преучуваш. Идејата не ти е лоша, се сложи Ангел. Сега знаеме многу повеќе за страчките. Меѓу трофеите нека останат кесето и вилицата, предложи Крсте. Нема да им ги вратиме на собствениците. Кога се враќаа кон дома со полна кеса музејска вредност, сретнаа 3 девојки како се водат под рака. Една од нив, кога ги здогледа, ја втурна главата во рамото на таа што беше до неа, па ги сврте во непланиран правец меѓу куќите. Петра, доверливо му поднамигна Крсте на својот другар. Се засрами од тебе? Набрзо во селото се дозна за подвигот на гостинот. Боги и целе го гушкаа брата си, беа горди што имаат таков другар. Ангел за нив беше јунак. Офлеле, добро што си ми здраво и живо, пак и се наполнија очите со солзи на мајка му на Крсте. Ама не требало. Господ е бил на помош, синко, рече и бабата. Вела дека сполај му нему, тој ги чува само децата и пијаниците. Татко му на Крсте добродушно се смешкаше и со неверување ја вртеше главата. Но само дедо Теофил мудро молчеше и почека да се испукаат сите прекори. Детето извршило машка работа. Јунак ипол, рече. Камо среќа некој од моиве внуци да направеше такво јуноштво. Цело село ќе го викнат на чест и празник. Еве ти го кесето, му рече Крсте. Пак ќе има зашто да честиш, но мора да го вратиш за страчкиниот музеј. Сега и дедо Теофил се најде во тесно. Не можеше уста да отвори. Толку беше изненаден. Коренот страчкин да им го замајчам, се одвали од него. Животот во интернатот течеше по вообичаен ред, а двете момчиња од собата 111, толку различни по карактера, слични по чистината во душата, составаат добро другарство меѓу себе. Но во нивниот живот влезе и Јулија, девојче од градот. Убава е Јулија, зар не? Велеше Крста. Меѓу најубавите што ги познавам, префаќаше Ангел. Но неа нешто друго ја копкаше. Девојката со флејта, онаа што Ангел ја бараше. А кога ја раскажа дека таа е музичарка, свири на тој и тој инструмент, не за се и беше јасно. Ана, тој ја бара Ана. И уште колку е светот мал, колку случајности можат судбински да се испреплетат. А зошто не му кажа дека ја познава? Затоа што и се допаѓа? Нели е тоа подмолно од нејзина страна? Впрочем, таа и не го познава долго време. Мора да признае дека се повеќе го засакува. Поинаков е од другите. Има нешто што му дава сигурност. Не може да го дооткрие да навлезе во него. Воздржан и смирен, можеби со прикриена тага во очите. Дали девојката ќе сгреши ако на некој момче му каже дека го сака? Ја праша Јулија сестра си. Како тоа? Биди поконкретна. Па така, да речеме, сама му придувам, му изјавувам дека го сакам, дека ми се допаѓа. А тој некој е кјутук и не му текнува самиот да ти преде, зар не? Се насмевна Снежана. Не мора да биде кјутук. Во тој случај сепак му даваш за право да ја крене главата високо и да си набие преголема цена. Ти не го познаваш, ја прекина. Да побара нешто поквалитетно од тебе, да прогласи за девојка која лесно се нуди. Дали ме сваќаш? Не те сваќам. И не можеш. 3 години во животот не е мал период. Конечно, јас сум матурант, се чукна погради сестра. Впрочем, биде јасна, кој тебе ти го свртел умот за пристојна степенажа? А зарем тоа е важно? И тоа колку? А ти од мене побара совет. Кога станува збор за искусно момче, може би правилно ќе протолкува. Но ако е тараба, во тој случај не очекувам да бидеш сватена. Не е, рече Јулија, редок примерок. Но за тебе, а сите очи не изгледаат исто, да знаеш. Најматно гледаат влюбените очи. А ти од каде ги знаеш овие работи? Од каде? Веќе ти реков, 3 години значат нешто. Да се биде матурант во медицинското училиште исто така. А тебе се очекува добар угостител. Ме пецкаш, а? Не, во никој случај, но да бидам искрена, од тебе очекував да покажеш интересирање за други училишта. Беше одлучна, умна, а ете сите не изненади. А вие мислевте дека угостителите се туку така? Се лажете и одврати Јулија. Без грижа, имам јас идеја во животот, а оно што ќе го замислам и ќе го остварам. Камо среќа да е така, продолжи Снежана.
Но како да ми бегаш од одговорот, за кога станува збор? За ангел, кога веќе настојуваш. Кој беше тој, ако сакаш да ме подсетиш? Може би едно од оние две момчиња? Ах, да, но не е она мило дете палачинкарот, туку другото? Веќе погоди, ангел ми се допаѓа. Може би ке речеш Селанче е тој. А јас те уверувам, кога би се мирил со секој градско момче, неговата страна ќе претежне. Тој е веќе љубов, или може би е на пат да биде. Што се однесува до момчето, остава добар впечаток. Колку што го запознав, добар сој, нема што. Уште ја те сака, се ќе биде во ред. А и зошто не те сака, мојата сестра е убава и привлечна. За жал не ме сака, си призна Јулија. Тој трага по Ана. Ја познаваш и ти, свири с флейта. 2 година. Да, и? Што и? Тоа е бара неа, а јас немам срце да му откријам, нека ја познавам. Тоа е веќе себичност, веројатно и љубомора. Може би, но ќе изнедам сили. Чесно би било да му ја откријам тајната. Така ќе биде подобро. Зошто ако е цапнат во неа, нема да се померите дека не ја сретне. А кога ќе ја види, може би во нешто ќе се разочара, па љубовта ќе му помине. Така и ти ќе бидеш начиста. Тој направил и портрет на Ана, и тоа по сеќавање, а толку е убедлив. Значи момчето е сликар. Вели дека не е чиста случајност, ако го погодил ликот и тоа од една средба во воз. Тоа не ми влегува в глава. Не би му испеало и на мајстор во сликарство. Треба да го видиш портретот. Во тој случај морам да те разочарам. И кај него станува збор за љубов. И тоа на прв поглед. Мощна, опасна и силна. Тоа го знам и треба да го знаеш. А таа Ана често настапува во домот на младите. Убава и продуховена девојка, продолжи сестра. Не знам како очите ѝ гледаат кон него. Таа е 2 година, а тој 1. Значи е постара од него. Но тоа во љубовта ништо не менува. Ти многу работи знаеш, и се восхитуваше Јулија. Знам и да се сомневам дека таа од ум него вади момчето кој еднаш го сретнала. Ево тоа не биди сигурна, се спротиви Јулија. Тој ангел е необично момче, ти не го познаваш. Страчкениот музеј остана во Рамна. Ангел и Крсте наредната недела отпатуваа во Клисурата. Возвратна посета, додека не гргнале есенските дождови, додека не застудело. Крсте беше одушевен од раскошот на природата во тој предел, од руменилото на есенските бои, од сиот осамен живот во Клисурата и од топлиот пречек на родителите од неговиот другар. Тука поинако се живееше отколку во неговата Рамна, но момчето од рамничарскиот крај се прашуваше во себе колку би можел да издржи самиот во тој крај. Најмногу се одушеви од куќето Калин. Такво умно куќа дотогаш не беше сретнал и самиот тој се спријатели со него, зашто Калин беше воспитан да ги прифаќа гостите и пријателите на своите господари. А колку му се израдува на ангел, и тој нему, како да не беше пријателство меѓу човек и животно. Убава е твојата Клисура, му велеше Крсте кога се вратија. Поубава од мојот крај. Една само рамнина, недогледно поле. Плодна рамнина со жито, широка се до планините, го надополни ангел. А зарем тоа не е убаво? Не е како кај тебе, си призна Крсте. Но сепак во такво осамено место храброст е да се живее. Не секаков живот ќе се навикнеш, му одврати ангел. А јас го сакам мојот крај. Тој одбегнуваше Клисурата да ја нарече роден крај. Мене ми е тешко, ангел во градов. Удвој се навикнувам на него, воздивна Крсте, а тебе, да бидам искрен, и во сонот се враќам во Клисурата. Не кријам, секој шум ме враќа таму. Признавам како на другар, се смешкаше ангел. Не мора да се учи, не треба на едно место да се остане во животот. А оној портрет во твојата соба е поубав од овој што го имаш овде, го потсети Крсте. Овдешниот е скица за тој портрет, му рече ангел. И по кој знае кој пат пак се врати на ликот од флетистката од возот. Кон тој свој необичен немир, што никако не можеш ако отстрани од мислите. Која беше таа нејасна сила што го влечеше кон неа, што го доведува дури и до солзи? И тоа од една единствена средба. Тој се распраша каде се наоѓа музичкото училиште. Неколку пати беше и таму, надевајќи се дека ќе ја сретне, ќе ја препознае. Скришно се загледуваше во лицата на младите девојки што ги сретнуваше низ градот, но незиниот лик не можеше да го сретне меѓу нив. Ангел редовно учеше, остануваше дури и ноќе над учебниците. Меѓу последните ја напушташе интернатската занимална, а со него остануваше и Крсте.
Можеби не поради тоа што му се учеше, туку не можеше да се оддели од него. Нему и му се случуваше да задреме над учебникот. Малку и ќе си одспиеше. Крсте си мислеше дека е среќа што најде токму на Ангел. Тој здрав белек, неговиот другар си го носеше како наследство од клисурата. Го правеше поинаков од другите. Дури и поблагороден, но силен и моќен самиот да застане пред тешкотиите и да ги победува. Таа своја особина знаеше добро да ја исползува. Уште на самиот почеток и во интернатот и во гимназијата, оние што го познаваа се однесуваа со почит кон него. Но Крсте се уште не знаеше каков немир Ангел носи во себе. Колку е необична таа љубов што ја криеше кофлетистката од возот, а за која веруваше дека живее во тој град. А градот беше голем и во него можеа да живеат луѓе што се познаваат меѓу себе, но со години да не се сретнат на улица. Дојде ноември, веќе застудуваше. Еве, ова е од Јулија, му рече Крстен Ангел, подавајќи му затворен плик. Покана за концерт во Домот на младите, во сабота во 18 часот. Каков концерт? Не знам, ке дојдев и јас, но знаеш веќе. Идниот ден учествувам на надпревар за готвачи почетници. Ангел го отвори пликот. Во него Јулија го канеше за концерт. Тој се замисли. Таа Јулија навистина има чиста и благородна душа. Колку е добра оваа Јулија, рече Ангел. Многу е добра. Ама и убава е, нели? И убава е. Специјалитет од моето училиште, се изјасни Крсте. Таа ни е председател на класната заедница и води борба со професорите за секој од нас. Таков другар треба да се има. Напишува и поезија, настапува и на некои младински емисии. Умна е Јулија. А дали би сакал да ти стане девојка? Праша Крсте. Не е важно дали сакам само јас, се насмем на Ангел. А ако таа не сака? Јулија се дотеруваше пред огледалото. Требаше да излезат в град заедно со сестра си. Таа се сврте кон неа и шековито ја праша. Што ми недостига, Снежана? Ништо, осем она момче кое ти се допаѓа, а тој трага по друга девојка. Зајатливо и одврати таа. Но ако сакаш и нему да му помогнеш, а и себе си, знаеш што треба. Веќе имаш влезници за концертот, а на тој концерт ќе настапи и Ана. Коцката е фрлена, лаконски забележа Јулија. Поканата за концертот му е упатена. Така, повеќе ќе те почитува. Со таков гест ќе му покажеш дека си силна и непоколеблива. А нивната средба не значи дека ќе се претвори во љубов. Не е фер некој некого да бара, а да не сакаш да му помогнеш, рече Јулија. Тоа го чувствувам во себе. Кога би знаела дека баба ми... Престани веќе еднаш. Тоа 1000 пати си ми го кажувала, ја прекина сестра. Заборави на тоа и не мешај се во семејните проблеми. А зошто? Зарем немам право? Тоа е работа на мама и тате, а не наша. Ги скри солзите сестри со тоа што отиде во другата соба. А ние не сме дел од тоа семејство? Праша Јулија. Тие работи мора да се расчистат. Вистината треба да излезе на виделина. Но сестра и не ја слушаше. Таа беше во другата соба и го одбегна разговорот. Како и да е, Јулија беше решена да му открие на Ангел загадката со Ана. Нема да премолчи дека ја познава. До тогаш тоа го криеше. А зошто? Затоа што момчето ѝ се допаѓа и не можеше да поднесе да сака друга. Но Јулија сакаше да расчепка и еден семеен проблем кој тежеше со години. Таа трагаше по својата баба. Кога имала само 3 месеци, направиле семена кавга, а незините морале да го напуштат домот на родителите. И сами да се пробиваат низ животот со 2 мали деца, Снежана и Јулија. Кој сгрешил, како сгрешил, зошто сгрешил, неизе не беше важно. Таа не ја фрлаше сета вина само на баба си. И покрај тоа што во раскажувањето ја правеа лоша жена, веројатно сгрешиле и едните и другите и требало да изнедат или да си простат. А таа кавга не го познаваше ни дедо си, не го познаваше стрико си, потоа братучедите. Најпосле што е виновна и што им сгрешила таа за да не ги познава, за да не ги гушне? Па иста крв беа, чувствуваше потреба да ги познава. На незините молби дома остануваа неми. И веднаш го вртеа разговорот на друга страна. А зошто најмногу тагуваше по баба си, тоа не можеше да си го објасни. Можеби некогаш се сретнале на улица, не се препознале. Градот е голем и секој во него води засебен живот, независно од друг. Јулија поради тоа беше тажна. Настаните се одвиваа брзо, како во добро режиран филм со многу заплети и расплети. Тој час салата во Домот на младите беше полна. Во еден од редовите седеа Јулија и Ангел.
Тоа беше колаж концерт за секого по нешто, а во чест на денот на ослободувањето на градот. Во еден момент водителката пред присутните најави: а сега момчето од клисурата, од младата и талентирана Ана Ангелова, исполнува на флейта авторот. Совпаѓање меѓу името на Ангел и презимето на Ана, помисли Јулија. Како ти се допаѓа изненадувањето, му подшепна Јулија. Да бидам искрена, ваков шок и јас не очекував, но тој не можеше ни збор да изусти. Толку беше изненаден. Гледаше во Ана со отворена уста. Таа беше девојчето од возот. Истовремено од флейтата се разлеаа нежни звуци. Ангел за миг како да се најде во клисурата, во драгата клисура, од која никогаш не ќе може сосем да избега. Звуците како да потекоа токму од незините жубори, умешно изведени и доживеани. А таа доживеаност се пренесуваше врз него, како чувство што го познаваше од сите подобро. Тој малиот продавач на јоргован од клисурата почувствува дека е центарот на светот, некој околу кого за миг се свртела сета несознаена среќа во животот. Додека салата ечеше од аплауз, тој почувствува дека се наоѓа во некакво бунило, во сон со отворени очи. Оди, Ангел, му шепна на уво Јулија, овој час е твој. Тој ја стегна раката, промрмора нешто како извинување и истрча кон скалите на сцената. Аплаузот се уште траеше, а таа кога го забележа занема од изненадување, но само за кратко. Потоа двајцата се најдоа во преградка. Кој би поверувал дека тоа може да им се случи? Ни едниот, ни другиот, а и публиката како да беше изненадена, но и љубопитна да го чуе објаснувањето на флетистката. Ова не беше предвидено, нема да верувате, им се обрати Ана со растреперен глас. Се појави тој, јунакот од клисурата, неочекувано, неверојатно, но вистинито. И без цвеќе ги подаде Ангел рацете. Не треба, не е време на јоргованот. Тој одамна прецуте, се насмевна таа. А зарем не беа доволни оние китки роденденски јоргован? Пак аплауз од публиката. Тоа беше знак дека композицијата треба повтор пат да се исполни. Поубав момент и за едниот и за другиот здравје. Ана со уште поголем занос засвире. Никогаш поубаво не одсвирала. Свиреше. Ангел остана на сцената. Публиката во него гледаше волшебно момче, здраво и јадро на очито и присебно во тој час. Неслучајно инспирација. И за присутните тоа беше необичен момент. Пак се разнесе аплауз. Оние што беа блиску до нив можеа да видат. Двајцата имаат исти очи, сини како небо, и родителите на Ана беа меѓу публиката. Тие се изненадеа од настапот на ќерката и од сплетот на околностите. Ана и Ангел веќе беа за сцената. Зошто не ми се јави? Името не му го знаеше. Ангел, се насмевна момчето. Се викам Ангел. Зошто Ангел? Не стигна листот до мене, Ана. Потоа се и раскажа што се случи. А сега учиш овде? Да, се запиша во гимназија, рече тој. Живеам во интернатот. Јас сум втора година музичко во класата на професорката Ангелина Турјачанин. Втора година, ја изгледа Ангел. Една година порано заоде во училиште, на неполни 6,5. А јас не можев порано, моите чекаа да наполнам здрави 7,5 за да можам да патувам, зашто патот од дома до училиштето мора да се пропишачи. Најпосле пак се сретнавме. Првата средба ми беше необична и мислев на тебе, се призна таа. Не можев да ја заборавам средбата во возот. Не знам што се случи со мене. И јас истото го почувствував и одврати тој. И верував дека ќе те пронајдам. Овој пат благодарение на Јулија, која што ја запознав оваа есен. Таа те препозна на портретот што го насликав по сеќавање. Каков портрет? Немој да помислиш дека сум некој сликар. Само се обидов. Колку е успешен и сама ќе се увериш. Јас за тебе компонирам, а ти ме сликаш, се насмевна таа. Некому да му раскажеш ќе помисли дека е празна приказна. Но чекај, да ја видиш Јулија, таа има заслуга за оваа средба. Во тој момент преидоа жена и маж, се уште млади, добро облечени и насмејани. Жената ја препозна од возот. Мама и тате, рече Ана, тие ја гушнаа својата ќерка. Потоа се свртеа и кон Ангел. Со мене се познаваме од возот, рече мајката. Тогаш ни нудеше јоргован, а за овие неколку месеци си станал убаво момче. Ангел кимна со главата и ја прифати подадената рака од жената. Не е случајно инспирација за наградена композиција, се насмевна и таткото, подавајќи му рака на момчето. Нашата ќерка и овој пат пријатно не изненади. Во полн сјај, рече мајката и поднамигнувајќи додаде, особено вториот пат.
Ке дојдеш со нас, го покани таткото. Треба подобро да се запознаеме. Благодарам, може, прифати Ангел, но морам да ја викнам и Јулија. Кога отиде да ја побара, неа ја немаше. Во меѓувреме на Јулија и приде сестра и ја потапка по рамо и шепна: Ајде со нас, тука нема што да бараш, станува збор за заемна љубов. Чудна љубов. Ангел се чувствуваше како да лета кон небото или како да доаѓа оттаму. И се само поради Ана. Најпосле ја пронајде. Колку заплети и расплети се случија за неколку месеци, а за средбата со неа беше заслужна Јулија. На кој начин да ја заблагодари? Кога не би стоела оваа Ана меѓу нив, тој можеби би се влюбил во неа, а во овој искрен момент ќе и рече: "Те сакам, Јулија, а што и недостасуваш и на Елена од неговиот клас, или на онаа Ирина од Сливија која истрча со насолзени очи пред него на крајот од учебната година." Но нежната синоока Ана, што ја сретна и ја пронајде на необичен начин, сепак беше нешто друго. Тој тоа го чувствуваше, но не знаеше како да си го објасни. Така размислуваше Ангел таа ног кога се врати од концертот, а и се прашуваше: ако Јулија навистина го сака, тогаш зошто му изражира средбата со Ана? Можеше со мирна совест и да премолчи дека ја познава. Овој пат веројатно ја навреди, ја остави сама и незаштитена, а таа му најде влезен билет за концертот. Дали не избрза со тоа што ја напушти салата без да и се јави? Впрочем, тој ја побара, а неа ја немаше. Премногу ли долго остана со Ана за сцената? Може би се заборави дека на концертот не дојде сам. На тие прашања бараше одговор во себе, ама не го наоѓаше. Да беше Крста со нив, сеќе се одвиваше поинаку. Таа ќе имаше барем со кого да се врати дома. А вака, нему, покрај среќата што ја пронајде Ана, му остана несреќата што тоа се случи со Јулија. Ангел знаеше. Таа ноќ не ќе може да заспие. Што од возбуда, што од немирна совест. Како ли се чувствува Ана, помисли Ангел? Дали таа размислува за мене онолку колку што и јас за неа? Ноќта Крсте не дојде. Ангел остана сам, а добро ќе беше да беа заедно, но надпреварите траеа 2 дена. Во интернатската зграда се беше мирно. Сите спиеа. Одамна помина часот кога звончето го означи времето за легнување. Тишината на ноќта ја разниша свирењето на воз. Овој може би утринскиот за клисурата, помисли Ангел и се обиде да заспие. Дојде утрото. Во интернатот звонеше за појадок. Ангел мораше да се разбуди. Дали дремна час или 2? Возбудата не му даде да заспие во изминатата ноќ. Таа се уште не го напушташе. Крсте се врати напладне, и тоа со освоено 2 место на аматерскиот надпревар за млади готвачи што го организира хотелот Метропол. Малку требало да победи за подготвување палачинки, но комисијата победата ја дала на некоја девојка која што пред тоа била најавена дека се надпреварува во конкуренција. По се изгледи таму се направило некаква далавера за да се изигра регуларноста на надпреварот. Потоа гостите надпреварувачите седнале на заедничка маса да ги испробаат специјалитетите. Тоа според речникот на Крста значеше останале лапачите за да изедат се што ќе му се стави. Тој заслужил и диплома за освоеното 2 место. Како награда добил и ноќевање во хотел со 2-креветна соба заедно со третопласираниот. Уште и донесе од палачинките за да ги проба Ангел. Питуличиња ала Крсте од рамна, му рече. Пробај ги, но пред тоа разгледај ги фигурите. Потоа се раздиплија и имаше што да се види. Разни фигури, некој полукруг, некој со лимби наоколу, а кога загреза, Ангел се одушеви. Охо, ама се вкусни, за мене ти си победник на надпреварите. Тој пак се му раскажа за Ана, од средбата во возот па до концертот, но и за она што се случи со Јулија. Не можеше да биде мирен додека не ја сретне. Се сретнаа уште истиот ден, попладнето, заедно со Крсте излегоа в град и ја побараа Јулија. Таа рамнодушно се насмевна и одмамна со главата велејќи: "Немој да се извинуваш, не е потребно. Јас заминав за да останеш со неа. Прости ми, Јулија, малку се заборавив", почна Ангел, "но сепак не требаше да заминеш, тебе ти должам благодарност." "Ништо не ми должиш, Ангел", му рече. "Јас и ти сме веќе пријатели. Дали има поголема благодарност од пријателството?" Колку помирувачки, колку едноставно и мудро, помисли Ангел. "Не знам, но верувај ми, јас изненадив", продолжи тој. "И не очекував дека Ана е убава девојка и не е чудно да се засака", му одврати Јулија.
Всушност и самата таа јавно призна дека не е рамнодушна кон тебе. Ангел не знаеше што да ја одговори. Почувствува дека лицето му пламти. Не станува збор за љубов, не знам, јас само така почна да се извлекува. Ако не беше ти, може би никогаш немаше да се сретнеме. Градот е голем? Не, светот е толку мал и тесен, го прекина таа. И без мене ќе се сретневте. Ќе дојдеше таков час. Зошто и таа те барала? Љубовта доаѓа од двете страни. Крста одеше со нив и молчеше. Дури и неговото второ место на надпреварот остана во сенка на настанот од концертот. Во еден момент Јулија се сврте кон Ангел, а очите ѝ беа полни со солзи. Тој малку се збуни и помисли дека солзите може би нема му се упатени. Ти ја бараше неа, а таа тебе. И се најдовте. А јас со години ја барам баба ми. Да не беа тата и мама толку горди и тврдоглави, секе беше поинаку. Ки имав баба и дедо, ки ги познавав чичко ми, тетка ми, а и братучедите. Отвори срце Јулија. Тие толку се раскарале што се разделиле за сите времења. Колку и да ја прават лоша баба ми, не верувам во тоа. Може би ја затекнале во лош час и ништо друго. Кога сум се родила, таа посакала да биде машко. Дури ја обвинила мајка ми дека за инает може би ме заменила во породилиштето. Тоа уште повеќе ја разгорело неслогата во семејството. А јас мислам дека баба ми имала смисла за шега. Која мајка ќе си го замени детето? Никоја. Таа веројатно само се пошегувала, а тие сериозно сфатиле. Ангел слушаше и Крсте исто така. Не верувам во сето тоа, не, чиста измислица. А не е беззначено да имаш баба. Кога ќе дојдеш дома од училиште, вратата ќе ти биде отворена, ручекот поставен на маса. Нема да биде подготвен уште од претходната вечер. А ние од училиштето се враќавме порано од мама и тате, чекајќи ги со клучот на вратот да си дојдат од работа. Не ни се влегуваше сами дома, и на сестра ми, а уште помалку мене. Ангел кимаше со главата. Крсте гледаше во неа со отворени очи. Знаеше што значи да си има баба и дедо. Тој за ништо на светот не би ги заменил. Никогаш не почувствував што значи баба ти да ти ја расплетува и да ти ја чешла косата. А таа тоа ќе го прави полека и нежно, за да не те скубе со чешелот, за да не те боли. Зошто бабите никогаш не брзаат во работата, не можеше да запре Јулија. А мама брзајќи додека ме чешлала, честопати ме повредувала до солзи. Затоа требало да најдат сили да си простат меѓу себе. Но старите малку им се разнишува нервот и трпеливоста, а младите сето тоа треба да го сватат. Што да и речат Ангел и Крста за утех? Не ми е лесно да знаете, дури мајка ми ме предупредува кога ќе одам во друштво, кога ќе запознаам момчиња, дека треба да се распрашувам за нивното потекло. Да не сретнам некој од братучедите, зашто се може да се случи, а први роднини, иста крв. Ангел охрабрувачки кимаше со главата, но Јулија не знаеше дека тој не ги разбира семејните односи, зашто беше одгледан од други, оставен пред праг. А за да биде се позаплеткано, дури оние што го одгледаа во клисурата беа деца од дом, без роднинска блискост со никого. Така тој не знаеше што значи ни брат, ни сестра, ни дедо, ни баба, ни стрико, ни војко. Кога таа свати дека длабоко навлезе во семејството, во еден миг замолкна. Но сепак успеа својата влажност во очите да ја претвори во бабини солзи. Ангел незена виски не се допаѓаше, а тој сакаше друга. Ангел одеше кај Ана дома, како да живееле со години, како да растеле заедно. Таа не можеше да се замисли да не го посетува, а и тој неа. Толку многу се зближија. Кога ја раскажуваше за клисурата, за звуците, за криковите на птиците и рикот на девеџот, таа сета се внесуваше, го слушаше секој негов збор. Тоа место мора да е инспиративно, уште и за влетистка која што знаеше да се одушевува од природата. Тој вети дека ќе ја одбеде во клисурата, може би уште истата зима за време на полугодишниот распуст. Зошто таа треба да се доживее, не може да се прераскаже. Убаво е и во зима кога паѓа снег, а не само во пролет кога е во цут и зеленило. Имате исти очи, им велеа. Кога ќе го посетеше во интернатот, со завист го гледаа не само врсниците, туку и од покорните класови. Таква блискост со девојка од градот, уште и за интернатец, можеше само да се сонува. А тој и Крсте ги имаа Јулија и Ана. На Ангел му беше наклонета и Елена од неговиот клас, а веројатно и други девојки. Но тоа во интернатот не го знаеа. Кој би можел да поверува дека едно момче дојдено од клисурата може да им го сврти умоти на градските девојчиња?
Која беше таа моќ во него што толку им се допаѓаше? Но така беше, вистината на виделина и на дланка сите да може да ја видат. Во облаци оној ангел, велеше матурантот Аритон, а има и зошто, онаа виолина што постојано го посетува и нам би можела да не зашемети. Откако ја пронајде Ана, тој и крстета како да го запостави. Се помалку сме заедно, му велеше Крсте. Никој друг како да не постои, освен Ана. Ах, не се правдаше ангел, имам и за учење, а и не знам зошто. Ако не ја сретнам, празно се чувствувам. Како да ти објаснам? И не треба да ми објаснуваш, попушташе Крсте. Може би јас да сум на твое место, не ќе можам да бидам поинаков. Ана е убава девојка. Не само што е убава, во неа имаше и нешто друго што на некој начин ми станува потреба, беше искрен ангел. Кога сме заедно, помислувам дека го поседувам целиот свет околу себе. Таквото чувство не може да се објасни, Крсте. Понекогаш ми е неподносливо тешко, толкому поради таа приврзаност, но и се чувствувам среќен што ја имам. Те разбирам, добро те запознав овие месеци, прифаќаше Крсте, но и Јулија заслужува внимание. Заслужува и тоа колку, кој вели дека не? Ти не ја запостави ангел. За некои работи не си свесен, верувај ми. Добро рекле дека љубовта нема очи. Така вели баба Ракида. Почнеш да ме влечеш за јазик, Крсте, а и колку да те убедувам не ќе можам, и тоа од причина што некои нешта и сам не можам да си ги објаснам. Дали ме разбираш? Се обидуваше ангел. Не станува збор за љубов, туку за некакво чувство што не си го познавам и кај себе си. Да знаеш, не сум од оние заљубливите. Кај мене е поинаку. Токму затоа се изненадувам. Можеш да го освоиш секој девојче, како што ја освои Јулија, а сега и Ана. И онаа Елена од твојот клас, продолжи Крсте. Ама Ана ти е најблиску до срцето. Не на вистина ја сакаш. А ти си Марка и пол. 1000 пати сум рекол и пак ја повторам. Таков другар да имаш. Така поминуваше таа доцна есен во животот на двете момчиња, Ангел Долински од клисурата и Крсте Гајдаџиски од Рамна. Кога на ангел во душата ќе му налегнеше носталгија, тој ќе застанеше до прозорецот, а мислите ги пушташе да му отплуват кон клисурата. Тогаш ќе го фатеше и жал по годините што одминале, а и по оние двајца луѓе што цел живот се врзале за тоа место. И несебично го одгледуваа, а и му овозможија да се школува во градот. Тој беше чувствително момче, но сето тоа знаеше вешто да го прикрие и да не го подели со друг. Во таквите часови обично ќе земеше хартија и почнуваше да пишува. Најдраги мои родители.